да се подзаборави темата со опасните свлечишта на водно. Пред неколку дена институциите беа растрчани да бараат спас од водно кое почна да се лизга и да подкопува објекти. Сега или тивко работат или тераат по старата навика. Секое чудо за 3 дена. За да не биде ова второто, директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов вчера упати предупредување дека на падините на водно постојат објекти кои се директно загрозени од свлечишта и нестабилно земјиште. Тој бара сериозност и навремена реакција. Да, сериозноста на општинските и градските институции е потребна, оти земјиштето продолжува да се лизга и неколку потпорни ѕидови се урнати. Но мора да се каже дека фалеше сериозност во минатите деценија 2, кога се дозволуваше поводно да се сечат дрвјата, а да се садат големи згради. Без таа констатација и без преземање на мерки околу тоа, џабе се сега правењата на некакви си акцијски планови или некакви потпорни ѕидови, кои водно за миг може да ги смете, ако градежниците и општинската администрација продолжат да го малтретираат. Екипите на општина Карпош, задолжени за одржување на јавната чистота, спроведоа координирана акција со јавното предпријатие Паркови и Зеленило, во која го расчистуваа теренот на територијата на локалната самоуправа, информираа денеска од општина Карпош. Се чистело долж булеварот Партизански одреди, од улица Рузвелтова па се до кружниот тек во населбата Влае. Во текот на вчерашниот ден беше спроведена масовна акција за чистење на теренот во Бардовци, каде екипите од општина Карпош во 2 смени темелно ги расчистуваа јавните површини во оваа населба, соопштија од општината. Општина Кисела Вода е првата скопска општина која доби целосна 360 степени виртуелна презентација преку новиот дигитален проект Општина Кисела Вода на дланка 360 степени. Проектот е современ начин на представување на општината, кој возможува граѓаните, учениците, посетителите и туристите виртуелно да се движат низ Кисела Вода и да ги истражуваат најзначајните образовни, културни, спортски и духовни локации. Со над 500 панорами снимени од воздух и од земја, меѓусебно поврзани во интерактивна прошетка, корисниците добиваат реалистично искуство и информации за секоја локација, известува општина Кисела Вода. Се интензивираат работите и проектот за новиот главен пат од Ново село до црквата Свети Архангел Гаврил, објави денес градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски и додаде: "Започнуваме со тампонирањето од кај црквата кон доле. Паралелно се работи и на приклучоците од новата водоводна мрежа, за трасата да биде комплетно подготвена за следните фази. Новиот пат ќе биде долг 780 метри и широк 6 метри, со нов коловоз и со подобра поврзаност за жителите на Ново село." На сите средни училишта во Скопје ќе бидат монтирани фотоволтаици. Ова на денешната седница на Советот на градот Скопје го потврди градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Секое средно училиште на територијата на градот ќе добие сопствен фотоволтаичен систем до крајот на мојот мандат. Ова е сериозна економска мерка која ќе значи на 30% намалување на трошоците за електрична енергија. Токму овој модел успешно го воспоставивме во сите основни училишта во Кисела Вода, а сега го пренесуваме на ниво на цел град, изјави Ѓорѓиевски. Утрово МВР спроведе широка координирана операција на неколку точки во Скопје и околните села. Акцијата е насочена кон спречување недозволена трговија со оружје и откривање на организирани криминални активности. Според првичните информации, повеќе лица се приведени и префрлени на разговор во полициски станици, а оперативните активности продолжуваат. Од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција информираат дека полициски службеници под раководство на јавен обвинител извршиле претреси на повеќе локации во Арачиново, Ченто, Брест, Инџиково и Чаир, поради основи на сомневање за сторени кривични дела поврзани со оружје и дрога. Тешко повреден 19-годишен велосипедист на Скопската улица. Именот денеска е пријавено дека на крстосница од улица Владимир Полежиновски и улица Костурски Херои во Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Ауди управувано од 25-годишникот Тетово и велосипед управуван од 19-годишникот Турција со привремен предстој во Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил велосипедистот, кој веднаш бил префрлен во комплексот клиники
мајка Тереза, информира од МВР. Со доделувањето на наградите во официјалната ИСИИ селекција се затемнува платното на овогодинешниот Cinedejs. По 7 интензивни филмски денови, публиката имаше можност да погледне повеќе од 50 филмови, но за наградите на фестивалот се надпреваруваат 8 во официјална конкуренција и 6 во СИИ селекцијата. По завршувањето на церемонијата на доделување на награди, вечерва на репертоар е филмот Оче наш на Горан Станковиќ, во кој македонски копродуценти се Огнен Антов и Стојан Вујичиќ. Сончевото и невообичаено топло време ќе се задржи на територијата на цела Македонија и во наредните денови. Во утринските часови температурите ќе бидат околу нулата, а ќе има и магла. Максималната дневна температура ќе се движи помеѓу 11 до 16 степени. И во Скопје ќе биде слично. Утринските температури ќе бидат до 1 степен, а дневните до 13 степени.